Вештачката интелигенција го допира речиси секој аспект од нашиот дигитален живот, но има неколку закони кои ја регулираат нејзината употреба. Технологијата постојано се развива и создава нови можности во нашиот свет. Едно од највозбудливите и најмокните случувања е појавата на генеративни алатки за вештачка интелигенција. Овие алатки користат напредни алгоритми за производство на оригинална и креативна содржина со огромни способности. Сепак, непознатите последици од машинското учење ги изголемуваат повиците за виртуални граници, за да помогнат во заштитата на потрошувачите. Председателот Џо Бајден донесе извршна наредба да ги насочи компонентите за вештачка интелигенција да ги споделат резултатите од тестовите за безбедност на нивните технологии, како што вештачката интелигенција ја проширува границата на човечката можност и ги тестира границите на човечкото разбирање. Но истражувачите на вештачката интелигенција велат дека властите не треба целосно да се подпираат на алармирање од самите компании. Предизвик е да се прифати само она што една компанија го кажува за нивната технологија. Тие се поттикнати како корпорација да усвојат оптимистичка позиција околу тоа колку добро функционира технологијата. Ако сакаат да зависат од внатрешно пријавени тестирања, перформанси и извештаи за внатрешната ревизија, тогаш треба да постават стандарди за тоа кои информации ќе бидат надворешно пријавени. Федералните регулатори треба да бидат тие што ќе го одредат опсегот за тоа што треба да обезбедат компаниите. Еден стандард што треба да се земе предвид е бројот на корисници на платформата и како тие користат вештачка интелигенција. За навистина да разберете каде се појавуваат ризиците, да речеме ризици од дезинформации, потребен ви е вистински, детален пристап на надлежните до податоците за користење. Што се однесува до водечките модели на вештачка интелигенција, јавноста и регулаторите се целосно без информации. Не знаеме колку GPT-4 се користи за генерирање вистински вести. Не знаеме колку се користи за активности поврзани со сајбер. Мета е еден од примерите што ги гледам за компанија, каде што дури ако тие тврдат пристапност до отворен извор за оние што ги истражуваат овие модели. Фактот дека немаме никаква видливост во податоците за обуката и немаме никаква видливост во кодот за обука, исто така блокира одреден тип на критика. Извршната наредба на председателот Бајден повикува на поголема транспарентност, но прашањата за спроведување и одговорност остануваат неодговорени. We're talking about maybe 1,000 people. Зборуваме за можеби 1000 луѓе на планетата Земја кои носат одлуки кои ќе влијаат на милиарди луѓе. Најбезбедно нешто што можеме да го направиме околу ова е да бараме одговорност од компаниите и нивните акционери, нивните одбори на директори за штетните производи што тие ги дизајнираат. Во САД, владините агенции како што се Националниот институт за стандарди и технологија, Оделенијата за домашна безбедност, енергија и трговија, ќе воспостават упатства за прашање што вклучуваат алгоритамска дискриминација и верификација на онлайн содржини направени од човек наспроти содржини генерирани од вештачка интелигенција. Со години се обидуваме да видиме промени на законодавниот фронт. И ово е вид на нова стратегија за гледање на извршната власт, како можност да се бара одредена одговорност од овие компании. Имаше изненадувачка победа за долгите напори да се поттикнат активности во оваа насока. Европските пратеници кон крајот на минатата година постигна историски договор за ограничување на тоа како вештачката интелигенција може да се користи во Европа. Се чини дека Обединетото кралство превзема попрактичен пристап, при што владата на премиерот Риши Сунак инвестира во Институт за безбедност на вештачка интелигенција, за кој вели дека независно ќе ја оценува, следи и тестира безбедноста на моделите за вештачка интелигенција. Она што не можеме да го направиме е да очекуваме компаниите сами да си ја откриваат својата работа. Мислам дека луѓето не би го очекувале тоа во другите сфери на животот. Обврска на владите е да ги чуваат своите граѓани безбедни, заштитени, и тоа е пристапот што го имаме кон се друго. Тоа е пристапот што ќе го преземеме овде. Обединетите нации имаат меѓународно советодавно тело за вештачка интелигенција од експерти од комерцијалниот, академскиот и јавниот сектор, за да даваат препораки за глобалното управување со вештачката интелигенција и начините на кои технологијата може да помогне во исполнувањето на целите за одржлив развој на Обединетите нации.